Денеска православната црква ги празнува светите Кирил и Методи Солунски и свештеномаченикот Моки. Светите Кирил и Методи Солунски. Родени браќа родом од Солун, од познати и богати родители Лав и Марија. Постариот брат Методи, како офицер, поминал 10 години меѓу македонските словени и така го научил словенскиот јазик. Потоа Методи се оддалечил во гората Олимп и се предал на монашки подвиг. Тука подоцна му се придружил и Константин, односно Кирил, но кога хазарскиот цар Каган побарал од царот Михаил проповедници на верата Христова, тогаш по заповед на царот, овие двајца браќа биле пронајдени и испратени меѓу хазарите. Убедувајќи го Кагана во верата Христова, тие го крстиле со голем број негови доглавници и уште поголем број народ. После извесно време, тие се вратиле во Цариград, каде што составиле словенска азбука од 38 букви и почнале да преведуваат црковни книги од грчки на словенски јазик. На повик на кнезот Растислав отишле во Моравија, каде што ја распространиле и ја утврдиле благочестивата вера, а книгите ги намножиле и им ги дале на свештениците да ја учат младината. На повикот на папата отишле во Рим, каде Кирил се разболел и умрел на 14 февруари 869 година. Тогаш Методи се вратил во Моравија и се потрудил до смртта на утврдувањето на верата Христова меѓу словените. По неговото упокојување во Господа на 6 април 885 година, неговите ученици, петочислениците со Свети Климент како епископ начело, го преминале Дунав и се спуштиле на југ, во Македонија, каде што од Охрид ја продолжиле меѓу словените, работата започната со Кирил и Методи на север. Свештеномаченик Моки бил римјанин по раѓање и свештеник во Амфипол, град македонски. Пострадал за време на Диоклецијан. Со молитва ја скршил статуата на богот Дионис, со што некои од незнабожците ги огорчил против себе, а некои пак ги привел во верата. Бил исечен за Христа во 295 година.